Подрачното одделение на регионалниот центар за управување со кризи од Кичево, кое работи во склоп на активностите што ги доделува владата на Република Македонија, повеќе години успешно се справува со сите предизвици кои што се во рамки на работа на подрачјето на општина Кичево. Мој денешен соговорник во утринската програма на телевизија Мега е господја Сузана Тацевска, раководител на регионалниот центар за управување со кризи од Кичево. Господјо Тасевска, добро утро и еве јас првично би ве запрашал да ги запознаеме нашите гледачи од кога постои подрачното одделение на регионалниот центар за управување со кризи од Кичево и кои се оние основни цели и задачи на вашето работење тука. Добро утро. Благодарам на поканата. Како што знаете, изминатата година Центарот за управување со кризи прославуваше 10 години од формирањето на самиот центар, значи тоа е на 5 октомври 2005 година. Центарот за управување со кризи е формиран заради предлагање на одлуки и обезбедување на постојани консултации, координација и навремена реакција, ефикасност, искористување на сите ресурси кои што се на располагање во случај на кризна состојба. Исто така, Центарот за управување со кризи обезбедува навремена, квалитетна и реална процена на загрозеност од сите видови ризици и опасности на Република Македонија. И Центарот е носител на вкупната поддршка, значи целокупната поддршка на управувачкиот комитет и групата за процена во смисла на стручна, организациона и административна поддршка. Во вашето досегашно работење сигурно дека имате сработено и реализирано многу проекти. Може ли еве да ни кажете кои се најважните меѓу нив? Како најважни проекти, јас би ги издвоила како неголеми проекти, тоа се реконструкција и покривање на каналот Иванидол, кој што поминува и пред оваа зграда, каде што ние функционираме, Центарот за управување со кризи. И тој проект беше од голема значајност, затоа што беше многу, каналот беше отворен и беше многу ризичен за сообраќајот на улицата која што тука поминува. И тој проект е покриен со поддршка финансиска од UNDP. Исто така горда сум и на проектот кој што го реализиравме чистење на каналот Пети колосек, тоа е во близина на железничката станица во Кичево. Потоа имаме проекти каде што Центарот за управување со кризи, односно јас како мониторинг на реката Треска, кое што го добиваме како проект од акциониот план на владата на Република Македонија. И исто така поважни проекти би ги споменала проектот кој што беше показно тактичките вежби кои што ги организиравме во средното училиште гимназијата во Кичево и исто така во основното училиште Санде Штериовски во Кичево. Тие показно тактички вежби се од големо значење за нас и за учениците и целиот персонал, па така во иднина планираме да ги организираме и во останатите училишта. Во вашето досегашно работење, дали може да ни посочите некој пример каде што би бил тоа некој посебен случај на справување со природни непогоди на подрачјето на општина Кичево? Јас би го издвоила како посебен случај случајот кога се случи поплавата на улица Прилепска на Зајашка река. И тогаш се случи кога ние, како вработени на Центарот за управување со кризи, постојано бевме на терен. Значи, во попладневни часови, за време на викенд, така да за време на еден таков викенд не посети и министерот, тогашен министер, а сега заменик министер Диме Спасов. Ние одржавме еден состанок во Центарот за социјални работи во Кичево, заедно со сите други представници на институции кои што работиме на ризикот поплави. На тој состанок министерот побара од мене да брифирам за моменталната состојба, значи за сите податоци што беа потребни во тој момент, така да јас му ги дадов сите потребни податоци дека беа поплавени 80 куќи, што до тогаш беше преземено, што во иднина треба да преземеме. И министерот беше задоволен со сите тие потребни информации и побара да сите заедно заминеме на терен. Извршивме една обиколка на целата таа територија која што беше поплавена од Зајашка река. Веднаш после тоа заедно решивме да ја утврдиме состојбата и да ги испланираме сите потребни мерки за нормализирање на самата ситуација.
Во рамките на регионалниот центар за управување со кризи од Кичево, дали постои некое посебно тело кое што може да се справи со вакви и слични ситуации? Да, секако дека постои такво тело, тоа е регионалниот штаб за управување со кризи Кичево, чиј раководител сум јас, меѓутоа во него членуваат и представници на општина Кичево, потоа имаме представник на оделението за одбрана, полициска станица Кичево, УБК Кичево, Дирекција за заштита и спасување, Здравствен дом, Центар за јавно здравје и Црвениот крст. Тие ни се редовните, покрај нив, од време на време, зависи од темата на самата седница, ние повикуваме и други представници на други институции, како на пример командирот на територијалната противпожарна единица, го повикуваме или директорот на шумското стопанство Лопошник, доколку се работи за ризикот пожар, или пак доколку се работи за ризикот поголеми снежни наноси и поплави, тогаш го повикуваме директорот на Македонијат пат, за да можеме да ги разгледуваме и да донесеме подобри заклучоци на овие седници. На редовни, а по потреба одржуваме и воредни, значи седници на регионалниот штаб, се разгледуваат различни видови на манифестации на одредени видови ризици и опасности. Како што спомнав, на прво место за Кичево тоа секогаш како тема ја имаме пожарите, потоа поплавите, екстремни временски услови како што се сушите, земјотреси, лизгање на терен, поголеми одрони на земја и на воредни седници, секако дека ги разгледуваме и посебни видови на ризици, како што е загадувањето на водата, загадувањето на воздухот, потоа епидемија од свински, односно птичји грип и слично. Може ли еве да ни издвоите кој од сите видови на ризици е најзастапен на подрачјето на општина Кичево? РЦУ Кичево ја изработи процената на загрозеност на општина Кичево од сите видови на ризици и опасности, која е донесена и на Советот на општина Кичево, и утврдено е дека најзастапен ризик на територијата на општина Кичево е ризикот пожар. Затоа најголем дел од нашето работење обрнуваме внимание токму на превенција за заштита од шумските пожари. Токму заради тоа ние и значи јас како раководител и вработените во Центар за управување со кризи држиме обуки со институциите на општинско, меѓутоа и на регионално ниво за МАКФИС системот. Исто така ние заедно со полициската станица одиме на терен, одржуваме состаноци со сите местни заедници и со сите урбани заедници и тука делуваме за да можеме што повеќе да подигнеме, значи, таа свеска и населението за превенција, рано предупредување и активно вклучување во справувањето со овој вид на ризик, нели, доколку се случи. За нас многу битен фактор е навремено пријавување на пожарот, значи доколку понавреме се пријави, толку побрзо ќе можеме да се справиме со пожарот, меѓутоа доколку се задоцни со самиот пожар, тогаш се случуваат многу работи, значи се губи многу време, се трошат многу финансиски средства, се употребуваат многу човечки и материјални ресурси. Значи во тој случај мора да се покренат сите општински институции, меѓутоа и државни ресурси користиме. Така да ние веднаш, кога некој веднаш ќе го пријави случајот на пожар, го решаваме тоа многу побрзо. Во тој случај најчесто ни се случува пријавата да дојде преку телефонскиот број бесплатниот 195. Меѓутоа се случува некош да ни го пријават самиот пожар и од полициска станица или од територијалната противпожарна единица. Се разбира дека за успешно справување со сите предизвици потребна е и соработка со други институции. Може ли еве да ни кажете со кои институции вие имате соработка и на кој начин ја остварувате таа соработка? Секако дека имаме соработка со многу институции. Таа соработка најчесто ја остваруваме преку состаноци кои се одржуваат во нашите простории или во просториите на самите субјекти. Најбрзо нешто што ни се случило беше посетата на учениците од Основното училиште Кузман Јосифовски Питу, кои што покажаа голем интерес, поставија многу голем број на прашања за нашата работа, за нашето функционирање, прашања за тоа на кој начин да се самозаштитат. И од таа средба со учениците, со тие разговори кои што ги обавивме овде во овие простории, произлезе, значи, возрастна средба,
ние отидовме во училиштето Кузман Јосифовски Пито и ги договоривме сите идни планови и проекти со нив, на кој начин да продолжиме да соработуваме, да одржиме повеќе состаноци, да одржиме повеќе работилници или предавања. Исто така морам да истекнам дека во тоа училиште се одржа и ликовна изложба која што ние ја организиравме како Центар за управување со кризи и учествуваа и многу други училишта од градот Кичево. Меѓутоа, двете први места ги освоија за ликовната изложба ученици од Кузман Јосифовски Пито. Така да на многу начини можеме да најдеме соработка, многу теми побараа, значи како тема да имаме можни ризици на појави и опасности на територијата на која што живееме при појава, например, на сигналот на знакот за тревожење, со цел, значи, да ја подигнеме и таа свест кај учениците и за активно да учествуваат во една таква активност. Тие исто така многу се интересира на кој начин да се самозаштитат. Значи, ние сакаме да им објасниме на децата да знаат како да се заштитат, но секако и да знаат како да им помогнат и на другите, доколку имаат потреба, доколку се во нивна близина. Соработуваме и со другите училишта, таа соработка е на многу високо ниво, соработуваме исто така и со други институции. Посебно би издвоила соработката со армијата, односно со касарната која што се наоѓа во Кичево, Чеде Филиповски даме, затоа што со нив многу често одржуваме заеднички вежби, учествуваме на нивните спортски надпревари, каде што ние вработените освојуваме доста високи награди. Кога сме кај наградите, јас би спомнала дека учествувам во ССВ, каде што учествуваат, значи, вработени од сите подрачни единици на одделенијата за одбрана и на подрачните одделенија на Центарот за управување со кризи. Учествуваат исто така представници на касарните од другите градови, од Министерството за одбрана, од Генерал штаб и јас најчесто учествувам во дисциплината стрелаштво и освојувам златен медал. Тоа отсекогаш ми било доста драго да го спомнам. Меѓутоа, друга институција со која што би ја издвојала соработката, тоа се невладините организации, меѓутоа како посебна соработка се истакнува соработката со Црвениот крст во општина Кичево, на тој начин што ние, Центарот за управување со кризи, често вршиме обезбедување и достава на помош на некој настрадано население и секогаш таа соработка ја имаме со Црвениот крст, за да можеме на време да им доставиме на луѓето што им е потребна помош. Исто така, РЦО Кичево организира повеќе години крводарителна акција во оваа просторија на Регионалниот центар за управување со кризи. И покрај тоа што ние вработените, значи, ја даруваме својата крв, преку апел се пријавуваат голем број на граѓани од општина Кичево, кои што исто така се хумани и ја даруваат својата крв. Господјо Тасевска, јас ви благодарам за вашето гостување во утринската програма Деница и ви посакувам успешни понатамошни активности со Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево. Ви благодарам и јас. Поздрав до сите ваши гледачи. Почитувани, тоа беше разговорот со господја Сузана Тасевска, раководител на Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево, со која поразговаравме за сите оние активности кои што се во делокругот на работење.